А секој Великден македонските цркви во Европа се пополни, како се чествуваше воскресението Христово во Италија. Во овие вести Мирина Давидовска. Под отворено небо овде во Пјачинца вчера вечер стотици македонци со свиќи во рацете го осветлија патот на традиционалната литија. 3 пати околу македонскиот храм со молитва и во тишина го очекува мигот за соопштувањето на најрадосната вест. Митрополитот Европски, господин Пимен, со Христос воскресе, навистина воскресе, ги поздрави многобројните верници, пошто започна и службата за Великден. Христос воскресе из мертви, смертию смерть поправ. Иисус не во гробе, живот дарова. Христос воскресна! Навистина воскресна! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Духовното обединување се заокружи со светата литургија и причестувањето на верниците кои, иако на илјадници километри од својата татковина, верно ја чуваат верата и традицијата. Мими, како таму македонските верници го чествуваат Великден, ја негуваат ли традицијата? Да, Маријан, емоциите беа неизбежни буквално кај сите генерации верници кои што присуствува на великденската служба, ги имаше од најмали до највозрасни. Сите радосни бидејќи можат токму за овој најголем христијански празник да се соберат, да се позборуваат на својот мајчин јазик, но и да го празнуваат празникот над празниците. Еве што велат тие. Уз фамилијата сум и такво сите се радунаме и капаме со јајцата, нели с мама, ке некој ден ќе оме, ке боаме јајца, баба од Македонија ни пуште сичко. Чивте ли се јајца, како го чествува? Да, ово беше 7 години добијам, а најнакрај соборијам го на младо дете. Убаво е многу на Великденот и сите сме заедно, се поштуваме, имаме фамилиарно се збираме секако. Христос воскрес. Браво. Се кршевте со јајца, фарбавте јајца? Да. Да. За вас значи ово што може да се собирате во црква, овој празник? Това е нешто најубаво што може да постои. За нас е голем празник затоа што живееме во Италија више 20 години и многу сме задоволни затоа што од вчера е склучен договорот, добивме се што требаше за оваа православна црква, значи се проширивме, верата продолжуваме напред со нашите деца, ги носиме за да идеме секогаш напред и напред со нашата вера ги учиме. За парохијата овој Великден е историски, бидејќи по долги заложби конечно целиот црковен комплекс е во собственост на МПЦ ОА, што е и на еден начин гаранција за сочувување на идентитетот на македонците во овој дел од Италија. Црквата, значи, како што каже и владиката пред некој ден, ни е донирана, во која што действуваме веќе 5 години. Објектот, пропратниот објект го земаме, кој што е дополнително и едно олеснителна околност за нашите луѓе, затоа што имаме свое место и ќе си бидеме свој на своето. Имаме место и за духовна радост, имаме место каде што духовно ќе го славиме, ќе му благодариме и ќе бараме од Бога, но има место каде што и ќе се дружиме сите заедно во слава на Бога и ќе го чувствуваме и ќе си го чувствуваме како наше сето тоа. Со великденските служби во Пјаченце, Италија, чинно учествуваше европскиот митрополит Пимен, кој што порача дека е важно да се негуваат верата, традицијата, но и љубовта кон Христа, бидејќи тоа е единствениот вистински пат. Нашинците кога заминувале, немале нешто што многу да понесат, но понеле таа своја вера прадедовска и си ја чуваат љубоморно тука во татковината и тоа ги оправда сите оние потези што ги правиме како Македонска православна црква, како епархија и како црковна општина тука. Затоа што
потребите ни наметнува да го правиме тоа, да купиме толкава црква, да ги купиме потоа и оние помошни пропратни објекти што се на црквата. Но она што ме радува и што можеше да се види тука на меѓу народот е тоа што не само што е полна црквата, туку црквата е полна и со деца. И тоа значи дека навистина сме го направиле вистинскиот потек за да направиме нешто, да вложиме во иднината на тие деца. За македонците во Пјачинца црквата останува јадрото околу кое се собираат, се тешат и се радуваат, докажувајќи дека далечината е само бројка, кога верата и заедништвото се посилни од се. По литургијата денеска сите замина на своите семејни ручеци, каде што заеднички ќе го прослават Великден. Благодарам Мирјана Давидовска од Италија.